Не тројца, туку 5 стручни доктори ќе бидат во хар тимот што ќе одлучува дали пациенти имаат потреба од кардиохирушки операции или не. Не е дефинирано колку вакви комисии ќе функционираат, но како што вели министерот Азир Алиу, второ мислење ќе има за сите случаи и во државно и во приватно здравство. Доколку кардиолог по направени дијагностички процедури одлучи дека на болниот му треба бајпас, целокупната документација ќе ја разгледува хар тимот, кој може да даде зелено светло за влегување во сала, но и да одлучи дека пациентот ќе продолжи со конзервативен третман. Еден од начините како се работи во светот, а да имаме второ мислење за секој пациент дали треба да се оперира или не треба да се оперира, се креира таков тип на хар тимови. Вчера имав состанок со советодавното тело, анализирана беше идејата, таа идеја веќе и тој стил на креирање на политики и на методологии функционира во светот. Истиот ќе биде имплементиран кај нас. Ќе креираме нов протокол, ќе треба да се креира за да може таа компонента на hard team да биде дел од протоколот. Воведувањето на второ мислење за секоја кардиохирушка интервенција доаѓа по обелоденувањето на правичниот извештај на интерната комисија, дека кај повеќе од половина од анализираните случаи утврдиле дека неправилно биле третирани и неправилно оперирани. Според здравствените власти, хар тимовите треба да ја сменат оваа пракса, а најавите на Министерството се дека ќе почнат со работа на почетокот на декември. Една недела ни треба, најверојатно до наредната недела ќе ги знаеме новите протоколи и ќе може од наредниот понеделник, значи за 2 недели од сега, да функционираат таквите хар тимови. Додека почнат хар тимовите, интерната комисија ќе продолжи со физичко присуство во здравствени установи каде прават кардиохирушки интервенции и на лице место ќе разгледуваат случаи. Во меѓувреме Алиу најави дека во тек били административни процедури за потпишување на договори со тројцата странски доктори, кои ќе бидат вклучени во креирање на финалниот извештај, колку и каде без потреба биле оперирани пациенти. Овие активности во кардиохирушката дејност следуваат по изјавата на доктор Сашко Кедев пред неколку месеци, дека во приватни болници без потреба правеле операции на срце. Сања Димитровска, Сител телевизија.